Се играат преворот помеѓу Вардарски кој што е шампион во трета лига Север, како и екипата на Кораби кој што се и 11 мина фудбалери за кој што и ќе можете да го видите составот испишан пред вашите екрани. Она што ќе го спомнам, победа имаше доста турбулентна сезона, Ладни експресно испадна од првата лига. Додека пак во втората лига победа како второлигаш и Куманово кој што е шампион во трета лига Север за пополнување на втората македонска фудбалска лига. Може би ќе се оди за директен шут. Меѓутоа повеќе е ситуација во која што ќе биде центрирана топка. Богоевски е единствениот во живиот зид кој што го намисли Столевски на фрлена топка. Меѓутоа ништо од оваа ситуација овде бара Куманово сега елементи за досудување на најстрога казна, односно за пенал. Тука најжестоко реагираше и Сени, меѓутоа Пилешков вели дека нема елементи за пенал и ова е гол аут, односно топка која што ја добива самиот Столевски. Парашен Првер засега овде го бараме и го очекуваме погодокот. Еве уште една информација за гледачи на телевизија, не доколку немаме победник во овие регуларни 90 минути. Чекува Димитар Пилешков да означи крај на првиот дел овде во Ѓорче. 0-0, токму така, крај на првите 45 минути, победа 0, Куманово 0, стандардна пауза од 15 минути, пошто се враќаме да го проследиме барашнат преворот за пополнување. Подсетување за оние гледачи кои што подоци се вклучуваат во овој пренос на телевизија, не дека главен судија е Димитар Пилешков, негови помошници Ристо Ѓоргиев и Александар Гигов, а пак четврт судија е Крумислав Ѓоргиев, сите се од Штип. Се очекува Пилешков да означи старт на вториот дел на преворот. Пиротехничко шоу на навивачите на Куманово, на навивачката група Кумани, кои што даваат подршки, го бодрат, видова победа да изгради ситуација. Еве токму така сега одлично води победа со 0-1. Стрелец на голот Давид Гебершвилски, победа води со 1-0 во овој бараш надпревар против Куманово. Победа прво го задева ударот. Победа води со 1-0. Води победа со гол. Крајна од победа станува втората македонска фудбалска лига. Победа изследната година ќе игра во втората македонска фудбалска лига. Куманово, гледате фудбалерите, не може да го прифатат тој пораз со наведнати глави на теренот, со солзи во очите. Остануваат во третата македонска фудбалска лига Север и следната година. Успех за екипата на Вардарски, која што во Богданци ќе се врати како е Марио Кочиев од Штип. Делегат на надпреворот е Митко Бојаджиев од Чешинова, додека пак контролор на надпреворот е Јордан Гицов од Кочни. Екипата на Вардарски која што ќе атакува на тие три бодови, бидејќи како што кажавме во секој друг случај Вардарски може да биде втор ако под услов слога Виненица денес во во кадар ги имате и оној последни инструкции кои што ќе ги дадат. И понатаму Јанев бие и погодува 0-2. Јанев доаѓа до ситуација да го носи дупла предност, двојна предност за Вардарски. Еве и овде си навивачи пристигнати од Богданци кои што даваат подршка за својот клуб. Карбенци и Вардарски 0-3 е предноста сериозна која што имаат фудбалерите на Вардарски, откако белата точка тама